Точно и тоа дека не приватизирал општествен капитал и не тргувал на берза. Дека не менувал назив на фирма, што значи дека сите овие повеќе од 20 години уредно си ги плаќал давачките кон државата. Дека сите овие повеќе од 20 години спонзорирал општествени настани и за индивидуални потреби на граѓани без разлика дали СДСМ бил на власт или во опозиција. Дека покрај останатата дејност што ја врши, учествувал во помали јавни набавки, но не само во општина Струмица, туку и во други општини и се што добил е во согласност со законот, кое нешто се потврдува и од отсуството на жалби, како и од евентуални забелешки од Бирото за јавни набавки. Не е точно и груба инсинуација е дека се заработени над 300.000 евра. По кој знае кој пат, ДПМН со помош на своите медиуми, користејќи го правилото вест прифатлива за уво, пласира невистини за да создаде слика сите се криминалци. Износот на средствата со кои се манипулира дури да се толку, се обрт на фирмата за 4 години со која е извршена работа, која е на очиглед на граѓаните и чиј квалитет е проверлив. Според економската логика, максимум приход за сите овие 4 години за износот со кој се манипулира би било околу 30.000 евра, од кои се плаќало даноци, придонеси кон државата, плати на работници и останати трошоци од работењето. Факт е и тоа дека сите овие години не е остварена добивка и не е поделена дивиденда. Што се однесува пак на донацијата од 300.000 денари за кампањата на СДСМ за изборите во 2011 година од страна на мојот син Зоран Иванов, истата е во согласност со закон и е пример за легално финансирање на изборна кампања и наместо да се критикува, треба да се прифати како пример на однесување. Оваа донација е извршена транспарентно со приватни средства, не од фирма, преку трансакцијска сметка со платени давачки кон државата. Патем да потсетам дека јас, неговата мајка, бев кандидат на листа. Сето ова што се случува е најгруба инсинуација и постапување според правилото, нападот е најдобра одбрана. Наместо одговор за нетранспарентното финансирање на нивната кампања, напад на противникот за транспарентни и легални средства од 5.000 евра.